Почитувани, добар ден, добре дојдовте во нашата приказна емисијата Очи во очи на телевизија 24, која мислам дека е добра, убава, позитивна приказна, затоа што ни овозможува разговори кои се успешни и кои треба да ги направат работите поуспешни. Еврокомесарката за проширување на Западен Балкан, пак Марта Кос, изгледа не мисли така и во интервјуто за Радио Слободна Европа констатираше дека Северна Македонија е тажна приказна на Западен Балкан, а по однос на евроинтеграциите. Дали при тоа таа мислеше дека ние сме за тоа заслужни или виновни, или ЕУ за таа тажна приказна, е релативно двосмислено тоа интервју, затоа што, барем во првиот дел, затоа што може да се насети дека може би има и некаков удел во сето тоа и токму од страната на ЕУ, но понатаму се чини дека сепак преовладува тоа дека секому своето, секому според заслугите, а ние очигледно не сме ги постигнале и исполниле целите и со тоа нема што да заслужиме, за разлика од некои други земји кои пак може би ја имале таа среќа во несреќа или несреќа и среќа да во вакви геополитички околности се најдат, па да побрзо одат на тој пат кон ЕУ. Инаку, конкретно таа изјави дека постојат две, всушност треба да се потенцира тоа дека интервјуто, разговорот трае нешто повеќе од 20 на минути, при што темата е пред се проширувањето на Европската Унија во комбинација со актуелните геополитички случувања. Кос само на два пати во тие 20 минути ја спомнува Македонија. Еднаш во контекстот на Западен Балкан, и тука сме ние една од трите тажни приказни, а вториот пат, правејќи паралела со евроинтегративниот пат на Украина, која иако е земја во војна, е земја кандидат за членство, а после изгледа и по перспективна од нас и по самото завршување на процесот на членството, што и во овој втор пат паралелата е очигледно таква што не прикажува како навистина тажна приказна. Имено вели дека постојат две или три тажни приказни. Едната е тоа што Косово не може да оди понатаму. Уште една тажна приказна е Северна Македонија и секако тука е и Босна Херцеговина, вели Кос. Имено паралелата со Украина е вели кога би чекале онолку долго колку што Северна Македонија чека на почеток на преговорите, Украина би ги почнала преговорите во 2045-та, што се чини неприфатливо и затоа Кос многу оптимистички, дури и со категорично да на прашањето дали Црна Гора и Албанија ќе бидат 28-та и 29-та земја членка на ЕУ, кога пак и таа би требала да напушти функцијата во 29-та година, таа, како што реков, категорички вели да, за разлика од тоа што категорички вели дека не може да, односно не може да ни гарантира дека нема да има нови барања. И дури не само тоа, токму во однос на тоа проширување, дали може да се приклучи уште некој друг, Кос ја посочува Молдавија, за која вели дека е навистина добар ученик во целата група, а пак и по однос на Украина вели дури и Украина за прв пат во историјата е земја со која преговараме, земја во војна. Никогаш претходно не сме го направиле тоа, така што сум сигурна дека би можеле да имаме повеќе од само две нови земји членки. Значи, категорички да за, како што кажав,
Црна Гора и Албанија, а сосема известно и за Молдавија и Украина, до 29-та. И од тука е, значи, сосема таа споредба парабола со Македонија, во еднаш од двата пати, каде што не спомнува во интервјуто, всушност, токму не дозволива, затоа и велија, замислете, кога Украина ви чекала, односно, токму тоа, кога со Украина би чекале толку долго колку што Северна Македонија чека, би почнале 2045-та. И што тогаш, значи? А работите едноставно, ако треба да се чекаат, се чекаат. Се чека да се роди бебе, колку што се чека и не се вели. А замислете, ако треба да се чека 9 години или не знам кое животно таму има, година, 2, 3 и така натаму. И тогаш ништо. Или замислете, ако треба да се чека 15 години за да се заврши образованието, не знам, 8 години основна, па 4 средна, па што ако замислиме тогаш? Ке се чека колку што треба да се чека, колку што треба да се исполнат барањата. А ако е најкраткиот рок 15 години, да речеме, до високо образование, тоа не значи дека ниту дека не треба да се почне, ниту дека ќе се заврши во тој рок. Може да се заврши за 25 години. И што сега знаете, замислете? Со други зборови, дали тогаш некој може да чека, а некој не може да чека, или која е логиката? И ако се чека, зошто се чека? Особено ако се има предвид токму дека колку што е незамисливо да чека некоја земја, посочувајќи Украина, при тоа земја во војна. Ние сме типично тој школски пример, кога веќе и Молдавија како добар ученик ја посочува, пример дека чекаме 20 години и сме дочекале. Дали не сме научиле нешто ние и дали не сме добри, дали сме лош ученик, или не оставиле тие да чекаме затоа што тие се лош професор. Токму имајќи го предвид тоа дека, впрочем, и како околу одговорностите зборувавме и ќе зборуваме за жал и околу трагедијата во Кочани. Секаде можеме да лоцираме одговорности. Имаме одговорности, морални, законски и така натаму. Но во таа смисла и тука. Одговорност во училиштето, одговорност има професорот, одговорност има и ученикот. Не може да е исклучиво вина на учениците ако 90% од учениците се слаби. Не може априори професорот да биде добар. Но и од друга страна исто така не може ни априори професорот да биде лош ако учениците навистина ги немаат оние други квалитети. Затоа велам одговорноста е дали се редовни, дали имаат воспитување и така натаму. Така да тука вистината некаде се премислува, не е туку така чисто црно-бела, а ние го поминавме ова 20 години и што по 20 години. Впрочем, не само 20 години, имавме и многу радикални резови, да не кажам трауматски, да не кажам крвави, во смисла на вистина болни. Промена на име и така натаму, и тоа не е затоа што сме ние некои садомазохисти да се измачуваме и така натаму, туку затоа што тоа се бараше од нас со уверување дека тоа го отвора патот, дека тоа не прави добар ученик. И впрочем тоа постојано ни беше подвлекувано и се уште и во извештаите на Европската комисија. Така да, затоа велам, вистината некако се премислува на која страна е, и барем од ова интервју станува сепак јасно дека, особено кога се прави паралелата, кој е добар ученик, овој што ќе чека тогаш очигледно е од другата страна. Тоа е едноставно така. Ова
се одличните овде, а кои се овие? Па, тоа се другите. И во таа смисла има една релативизација во која Кос вели дека во некои аспекти која би рекол уште по-песимистички звучи за нас или уште полошо. И полошо за нив, впрочем, затоа што вели во некои аспекти регионот беше подобар пред 20 години отколку што е сега. Што значи тоа? Значи сега сме полоши и ние и регионот. Ако не сме влегле тогаш, дали ќе влеземе сега? А ако не влегуваме секако сега затоа што е полоши регионот и ние, зошто не сме влегле тогаш кога сме биле подобри? Тогаш и вината нивна, секако. И, впрочем, тоа и нејзината изјава на која понатаму се надоврзува ова. Значи, регионот беше подобар пред 20 години во таа геополитичка смисла и сега имаме три тажни приказни. Токму еве таа секако и потенцира ЕУ не смее да потврли во процесот на проширување, што според неа е најуспешната надворешна политика на Европската Унија, процесот на проширување. А неуспех во рамките на овој процес, според Кос, би бил доколку актуелниот состав на Европската комисија не успее да внесе ниту една нова членка во ЕУ за време на нејзиниот мандат, кој трае до 29-та. Но потоа веднаш затоа категорички вели да, Албанија и Црна Гора сигурно, а не се исклучува и Молдавија и Украина. Што значи дека ЕУ нема неуспех, неуспехот е на нас и тажната приказна. Како и да е, еве, ние имаме добри приказни, и оваа нека биде добра. Добро е тоа што сме заедно, што сме тука. Добро е кога човек најпосле и ќе разјасни како стојат работите и ќе ги расчисти. Тоа е клучно, да не живее во илузија. Ако досегашните уверувања извештаи дека сме најдобри сега се покажуваат дека биле илузија, дека сме тажна приказна, битно е да се слушне тоа, па кога и да е, никогаш не е доцна. Проблемот е ако не се слушне никогаш. Сега, што понатаму, тоа е веќе друго за ние да можеме да размислиме. Каде понатаму, кога имаме јасна ситуација. Ете, токму за тоа и можеме да дискутираме во времето пред нас. 6091 924 925. Повелете, почнуваме. Добар ден за првиот гледач. Добар ден, ако сум... Вие повелете, да, ве слушам. Добар ден. Молам, повелете. Така се, ќе кажем, значи прво ќе ја поздравам госпожата Кос, што сватила дека, значи, дека ние имаме една тажна приказна која е негде околу 20 години, се бориме, се мачиме да бидеме дел од таа Европа, каде што и стварно припаѓаме, меѓутоа некој греши во чекори. Ако толку години ние, значи, се докажуваме, а и признаваат дека сме се докажале, за мене е нелогично едно билатерално прашање на една земја која сака да биде доминант, да доминира на друга земја, да ја негира, дека не постои никако народ, никако нација, никаква култура, историја. Меѓутоа, ја мислам дека тука треба самата Европска заедница да рече стоп, билатералните односи ќе си ги решите меѓу вас, дали денес или утре тоа е ваш проблем. Но државата Македонија ги исполнува условите за да биде дел од оваа заедница и треба, што се вика, да трча во таа ергела, но не да ја оставаме надвор од ергелата. Сега, за да можеме тоа да го постигнеме, значи некој треба да се преструктурира, но не сме ние тие што треба. Затоа што Европската заедница не прима тамо, Европската заедница од тие 27 земји, 26 викаат, ние ги исполнуваме условите, треба да сме дел од таа заедница, но никако да најдам начин да не... Треба ли и ние како Грузија да го направиме тоа, да се откажеме? Ја мислам дека не. Ние се докажеме досега дека сме дел од Европа и треба да биде во таа Европа и мислам треба посилно
поснажно да навалиме и да бидеме дел од таа заедница и да им докажеме и на бугарите. Благодарам, ве поздравувам, истече времето, до слушање. Добар ден. Добар ден, повелете. Се слушаме. Одлично се слушаме, да, повелете. Среќа наша, како што дојде Марта Коска, ова Марта Кос, да одлучува за нас. Нека се застрамат овие издајници наши. Значи, Бугарија и Грција има такво јако лоби, сите држави ги убедија да бидат против нас. Една да станеше зад нас во овие европскиве и америчкиве држави, и една да речеше Македонија е заштитува. Ниједна. Тоа дали им е свестен овај издајникот, овај Османи, го слуша вчера на телевизија, не го ставаше новинарот да му постави прашање, оти знаеше кај ќе го закопа. Не го оставаше. Тој ја честиташе Сан Стефанска Бугарија да не постои Македонија. И тој то лобираше, да не постои Македонија. Нацисти и балисти да бидат. Тоа му беше цело време. Стално викаше на бугарите јавно. Ова речи во вашите закони не препознаваат малцинства, наша држава препознава, вие не смеете да отварате устав, ние ќе отвараме устав и што сакате се другите држави, кога ние тоа го викаме, самите против себе работевне, никој не застана против него и сега играчки кажуваше стошти. Па дури за председател се помпали, 120.000 гласале за него. Би тие Бранко Цервенковски, јас да ќе му кажа, се ги донесе од Косово што гласа за тебе за председател на држава. Не се страмили тој да излага греб на героите и уште зборува против Македонија. Таквите треба се протераат, а не тука сме му дали место, па доктор дури е. За кого доктор? Страм да ги биде што јадат леповтека. И што работат ностоп против државата. То се домашни. Да, истече времето, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден, исто ве поздравувам. Исто така, повелете, поздрав. Мене ми е малку смешно првиот гледач енергија, значи Аха. како ви кидете вие напред македончиња, патриотчиња? Ајде сега да си бидеме реални. Албанија секоја година издвојува 10 милиона евра во Европа. Косово во Албанија исто прави трансфер 2,5 милиона евра на годишно ниво. Додека овие наши во Македонија, опинчариве, што станаа политичари, крадат низ Македонија, роварат. Било на прехранбен продукт, било судство, парите што ги украдува од Холандија донација и ред други работи. Да не говорам за метларки, за кучиња, за мачиња, за ова, за она. Ајде сега кажете ми вие на мене како ќе влезете во Европска унија, кога ние сме дупка без дно. Немате како прво политичари. Сите села се испразнија, згради се градат по градовите. Во една зграда имате по 50 селани. 55 стана, 55 селани. Тоа ти фамилии стави ги. Се продаваа, ништо не произведуваат, само увоз. Кукаат, плакаат во градовите. Абе, ние сме обична мизерија. Исо, не само што сме лопови. Ние сме мизерија. Ние не сме за жалење, ние сме за ќотек. И сакаме Европска унија. Дека се споредуваме ние со ресурси Албанија, Косово, можеме вода да ја носиме. Вода можеме да ја носиме. Еве ви кажувам искрено. Значи, според вас, ние сме причина за тоа што сме тажна приказна, така, да? Ние сме самата причина, па тоа секој прав човек што размислува добро, ја гледа околината, околу себе и утврдува фактичка состојба. И гледа кој дали сме на место како држава. Ние не заслужуваме држава, Исо. Ние не сме за држава, ние сме копе. Благодарам, поздрав. Добро, како и да е, повторно велам, најважно е човек да знае кои му се можностите. Да не претендира да биде нешто што не е. Или да е вештачки нешто што не е. Такви вештачки имаме многу. Ова денеска со парите е можно е да се биде пејач, да се бидат многу работи, а да се нема квалитети. Не велам дека нема такви кои ги има, туку има работи кои може да ги направите со пари, а повторно не сте тоа.
И сега и ова, ако не сме несмено да видиме тогаш зашто сме, тогаш е безпредметно, безперспективно да имаме било какви аспирации кон ЕУ и слично. Да видиме некој друг тогаш начин. Затоа што во исто време не ни е ни лесно. Да кажеме добро ние, па не интересира. Дали не бива или не бива, уживаме. Но далеку од непроблематично живење имаме и далеку од тоа дека некоја перспективност имаме. Затоа е битно да ги разјасниме работите тогаш на што сме, за да одлучиме за што сме. Не си за школо, биди за нешто друго, не си за тоа, биди за нешто трето. Мислам, што и да е, не може секој ниту да копа, не може секој ниту да... Таа смисла, не правам разлика. Треба да се биде способен за... Значи, ставете некој што не може да копа и што од него? Не може да си го извади лебот. Ке умре за 3 дена. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете, ако се слушаме. Ке умре за 3 дена. Повелете, добар ден. Да, повелете, во програма сте. Добар ден, повелете, ако се слушаме. Да, се слушаме. Ке умре за 3 дена. Повелете, добар ден. Да, повелете, во програма сте. Добар ден, повелете, ако се слушаме. Да, се слушаме. Ке умре за 3 дена. Да, повелете, во програма сте. Добар ден, повелете. Дали имаме некого или да одиме со следниот гледач? Имаме фонија, ехо, повелете. Добар ден. Ало, добар ден, Исо. Ајде, поздрав, да, добар ден. Поздрав до тебе. Функционира со вас, поздрав. Ајде, ние ветераните подобри. Ајде, па добро, кога не оди со друг. Вака, ме радува, гледаш, има ефект емисијава, Велјан, првиот од Охрид. Цело време, знаеш, викаше, каде сите турци, таму и гол Асад, ако ти текнува. Сме морали во Европска унија, сега ја смени нешто приказната, добро е, напредуваме. Сега гледав едно на YouTube видео од еден европратеник, кај што вика, ако сакаш да напредуваш на раководно место во Европска унија таму, мора да си мажен со маж. Иначе нема шанса. Фала, јас сакам малце посиромашам, а сакам со жена да сум. А видовте ли сега на Евровизија ќе има знаме на Палестина, ако не се лажам, а нема да има на ЛГБТ? Нешто се менја таму, деме, кобајаги. Па не знам, или Трамп менува, може би, не, дека се менува, нешто не се менува. Дојде, да. А 9 мај нема да го слават, ќе слават, нели, Ден на Европа, а не на победа од фашизмот. Јасно. Сега таа Марта Кос би ја прашал, ја, например, ние сме тажна приказна. Каква приказна е Турција? Турција е државиште, за сите овие држави во Европа е државиште. Каква приказна е, зашто не ја примаат? И нас кога ни дава 8 пати препораки да влеземе, да почнеме преговори, Албанија, Црна Гора, Абер нема. Да не зборам за Украина, Молдавија и за другите. Ние бевме најспремни, дури од Словенија може би поспремни. Кој ја направи таа приказна тажна? Дали ние сме виновни за таа приказна? Па нели е срам, значи одвратно е кога ја слушам, стварно ми се превртуваат цревата. Како не им е срам? Кој ја направи приказната тажна? И кој направи сега Балканот да е полош него што е пред 20 години што бил? Ние? Со што тоа ние придонесовме? Со тоа што бевме послушни, сервилни? Све се прифаќаше? До кого е проблемот? Не треба и со... Ќе си имаме ние брак, маж со жена, фала. Да, благодарам ве, поздравувам, но добро, за Западен Балкан е само да беше пошироко, веројатно ќе немавме да бидеме на овие потажни приказни. Турција, предпоставувам, ќе беше пред нас, па ќе можевме да се тешиме. Но еве вака Западен Балкан, тука сме да се тешиме со Косово, со Босна, помеѓу другото токму Коси укажува дека тие внатрешно политички проблеми прават да со Босна и Херцеговина уште повеќе таа приказна е потажна и попроблематична, дури и поднос на финансирањето, но и секако воопшто перспективите. Повелете, добар ден, ЕУ перспективите. Добар ден. Поздрав до телевизија 24. Поздрав, до вас се слушаме, да, повелете. Па еве да речеме Словенија е успешна приказна. Аха.
Како таа беше, затоа што и така некои дискутанти ни велат дека треба да се огледаме на Словенија. Например, како беше словенската европска приказна успешна. Тие, например, 87 година штафетата југословенска ја отфрлија. Во 1991 година пукаа во војници во ЈНА. Јас бев средношколец тогаш и знам, меѓу другото, и Сашко Гешовски во Ковчег со хеликоптерник го донесува. Тоа беа европски чекори на Словенија. И може би тука беше нашата грешка, што ние не пукавме, може би, во војници на ЈНА, може би тоа така да ни го кажат. Затоа сме и може би тажна приказна. Инаку ни кажува во изминатиот период дека многу сме напредувале, например со рамковниот договор 2001 сме напредувале, со локалната самоуправа 2004 и неуспешниот референдум 2005 или некои прашања не заслужуваат одговор, па имавме 80 кусур општини, европјаните тоа ни го рекоа, направете го тоа за да напредувате кон Европска унија. Нели, да не кажуваме 95-та знаме, 2017-та бугарски договор, 2018-та, значи тогаш кога се подпишуваат тие цело време сме напредувале. Меѓутоа те сега не напредуваме, гледате малку чудно. Иначе спомна или Марта Кос или вие, не знам кој спомна процес на проширување. Чакајте сега. Јас колку што знам, проширување на Европска унија нема од 2007 година. Сега сме 2025-та. Значи, последното проширување на Европска унија беше 2007. Значи, 18 години нема проширување. Сега, за каков процес на проширување зборуваме, не знам. Значи, последните беа Бугарија, Романија, кој беа таму, Хрватска и повеќе нема. Веќе истече времето. Да, па имено, токму Кос го спомна тоа, јас пак го сметав дека е релевантно и јас го пренесов. Околу процесот на проширување се согласувам со вас, да, дека долго време нема и дека е прашање на вистина, прашање на успешноста на политиката на ЕУ. И во таа смисла и Кос укажува дека ЕУ не смее да потврли во процесот на проширување, ако овој период досега без проширување се смета дека не е потврлување. Значи, зависи како ги поставувате работите. Може да, ако потврлила досега, сега кажавте колку време нема проширување, а што всушност е и примарната цел, и особено Западен Балкан, тогаш не е тоа, не смее да потврли туку. Како да се поправи? Потврлила. Само зависи како ги гледате работите. Кој ќе кажете вака како вие што велите, толку години немала, па вие што направивте? Па вие не сте се, не знам, избричиле толку време. Не сте пошле на лекар да се проверите, не сте... Нешто, што е со вас? Дајте, поправете се. А не може да кажете тоаш не сте биле, не знам, на систематски преглед 15 години, 20 години, и потоа да кажете, не смеам да потврлам. Па ти си потврлил веќе. Но добро, затоа изјавата е, велам, или доживувањето секако, секој субјективно си толкува, освен тоа, пак и времето брзо иде. За некого допрва и почнува, ова е мандатот на Кос сега, таа зборува како ние да зборуваме за поранешна Југославија. Или новите генерации, ние уште и можеме да зборуваме. Новите генерации, што знаат тие за претходно? И тие ќе кажа, сега ние да не потврлиме, а ние што сме од пред независна Македонија. Но, значи, во таа смисла, таа вели не смее да потврли процесот на проширување и според неа, токму тоа е најуспешната надворешна политика на Европската унија. Значи, затоа не може да зборуваме за колку е успешна надворешната политика на ЕУ. Според неа, таа не потврлила и не смее да потврли, а за да не потврли понатаму, според неа, односно би потврлила ако ЕУ не успее да внесе ниту една земја нова членка за време на незиниот мандат до 29-та. И потоа ги наведува категорички да, како што кажав, Албанија, Црнагора, а сосема известно, практично и тоа може да се каже дека е да, кога знаеме колку категорички не ни кажува нам за гаранции, да не може гаранции да ни даде. Тоест тврди дека не може, категорички не.
од една таква ригидност, кога се вели сосема известно, дури и Украина за прв пат во историјата е земја во војна со која преговараме и сигурна сум дека би можела да имаме и повеќе од две, од Црна Гора и Албанија. Значи, таа воопшто не е некој кој се расфрла туку така, може дај пијалок за цела кафејана, а потоа немам да платам. Туку е навистина тука редуктивна, ограничена. Меѓутоа, овде вели да за Црна Гора и за Албанија и гледате дури и Украина, а Молдавија е одличен ученик. Навистина добар ученик во целата група. Ете. При тоа го има и она со Придњестровје, непостоечката држава, Транснистрија, непосредно тука и граничи со Украина и геополитиката со Русија и така натаму. Така да би се рекло на прв поглед многу проблематични работи, но тука гледате испаѓа одличен ученик. И нека е добро, да не испадне пак дека ние не се радуваме на успешните. Туку да погледнеме кон нас, да ја направиме паралелата. Тоа е тоа, да те видам тебе, па се погледнам себе, па во што си ти подобар, или во што сум јас полош, каде да се поправам. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, се слушаме. Јесо. Да. Кој вие си најдобро кажува. Добро? Значи, она Марта Кос и пратиме по две етнични групи кај што има, за да е добро кој се. Тие словенци разсипаа Југославија и Хрватски исто. И пред 2 месеца во Хрватска направи една статуа од Вучич и го запалија Вучич, тие Хрватите. Значи тие словенците и Хрватите разсипаа Југославија, а сега и Македонија не изолуват. Кој е тоа Марта Кос? Реков предходно, реков да и пратил од етнички групи у Словенија тамо и она Ѓукановиќ 30 година со албанците шуруваше, у криминал беше плезен тие Ѓукановиќ и Црна Гора. Црна Гора се Срби. Која држава е таа Црна Гора? Од Скопје помала Црна Гора, чак примале Црна Гора во Европска заедница. Па нас е место со Србија, 10 милиона Србија, Босна 3,13 и 2,15. Тоа го кажа бившиот председател Чиро Григоров. И тоа е така. Кој е тоа Марта Кос? Бугарите не иду вози да и приеме у Уставот. Нема шанса во главен мислење за цел македонски народ. Каква Марта Кос, какви бакачи. Ова е порака од Натешното и од цела Македонија. Каква Марта Кос тие ја разсипаа Југославија. И Македонија да и дозволуват да влезе во Европската унија. Ова е порака од Натешното и од цела Македонија. Поздрави, пријатно. Благодарам, поздрави до вас. По однос на Црна Гора и Албанија, Кос вели, односно проширувањето на ЕУ во период од 4 години, можеме да го направиме со Црна Гора, сите поглавја се отворени, така што ги затвораме, за да можеме да го завршиме процесот до крајот на 26-та година, од техничка гледна точка, а со Албанија до 27 година, велам техничка гледна точка, тоа е процедура на преговори со државите кандидатки и потоа ги спроведуваат реформите, а државите членки на крај одлучуваат дали тие ќе станат членки или не, имајќи предвид дека значи Црна Гора 26-та да ги затворат, Албанија 27-ма и ете уште 3, односно 2 години до 29-та за Албанија, за да станат и официјално членки. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, вие сте, повелете. Извинувам, имам прашање едно за посетата на чудна некоја посета, долга посета во Емиратите. Прашањето ми е, најголемиот криминалец од Македонија, Шевали, побегна во овоите Арапски Емирати. Дали премиерот побара негова екстрадиција на човекот кој што се наоѓа тамо, а он отидува во посета, да биде вратен тука и да одговара пред... А за кого зборувате?
македонски криминалец, мислам дека се викаше Шевај или некој си од западниот дел на Скопје. Аха. Имаше истрага против него и се побегна во Емиратите. Така се збори. Дали побара македонскиот премиер од него да биде истрадеран или не да Боже, може целата таа посета беше организирана од него за да се продолжат неговите активности тука. Исто така би сакал да прашам, значи најголемата измама последните 10 години е направена од Ружа Игнатова, која што има 4,5 милиарди долари измамено и има добиено дипломатска виза од Емиратите и истата исчезна, многу македонци имаат тај вложено и ги немаат повратено. Дали може нешто да се направи со тоа, со Емиратите, доколку се они поврзани со таа измама, дали може да се вратат тие пари во Македонија. И генерално се уште не можам да разберам посетата на нашата влада со Емиратите, кога ние моментално имаме проблем каде што македонски криминалец кој што е побегнат од законот и правдата моментално се крие тамо. И не се враќа во Македонија, прво, и второ, многу измамени македонци преку Ружа Игнатова, кој што има направено измама вредна 4,5 милиарди, исто така има доби. Така, благодарам ве, поздравувам. Еве, не знам за овие работи, но добро што ги спомнавте. Институциите, обвинителството, кои се надлежни, може би ќе делуваат по допрен глас, ако веќе не делувале, а дали, доколку знаел премиерот и прашал нешто, не знам. Но добро што спомнавте, па еве како информација, може би да се развие во нешто повеќе. Инаку, во друга прилика би ве замолил кога е слободна тема, па да ги споделуваме овие работи кои се надвор од она што е конкретна тема, за да не одземаме од времето на оние другите кои би сакале да зборуваат за темата која се однесува само на таа емисија. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, вие сте. Поздрав и до нас, поздрав. Благодарам. Колку понижување Македонија претрпе со Охридскиот договор. Македонците се бореа да зачуват државата и да ослободат. Тие неизравнија се терористите што не нападнаа. Натерале со сила да направиме Охридски договор за да може да не понижават. Понижиене со Преспанскиот договор. Мора да сменете име да улезете у НАТО. Тога и Могерини, и Хан, и Нимицко лаже, сега ќе влезете и Европа и у НАТО. И тоа е лага. Кога требаше францускиот договор, Ковачевски го подпиша француски, тоа не е француски договор, тоа е бугарски договор, маска ни праве на нас македонците. И друго, како не сме влезени во Европа, кога од авионо Заев и Маричев Марака, дека готово примени сме. И колку понижување уште Македонија ќе трпе. Колку понижување од тие западни, од тие многу паметни што изиграват, кога ни кажуваат што треба да правиме устав. Кои бугари, фашисти да унесеме у уставот, како не се срамат. Каде се нашите македонци? Па што не поведе сметка да види дека тие не се изгинати. И у Грција, и у Бугарија, и у Албанија. Албанија не признаја за тоа што бугарите тргнаа во ветото, за тоа што ги 7.000 бугари се родеа деташ, па упусте си тие другите се. Како не се срамат, па и одгоре другите криви. И да поздравам господјата Кузевска. Да ја кажам дека не јава друга во бистеци како што јадеше Маричик. За анекдотата таа чија не е од Туршија, вика од бистеци е. Пријатно и фала многу. Благодарам ве, поздравувам. Добро ова за авион што спомнувавте и мафтање. Обично оној кој заминува некаде од авион и мафта на оние кои остануваат, така да не знам што е чудно тука, мафта од авион, некој дека заминува некаде и мафта на тие кои остануваат и може би му мафтаат, може би гледаат, како и да е. Повелете, добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Ало да неки е на женава, она
и овој инженерот од Охи се најинтелигентните јавувачи и гледачи, дискутанти, по моја процена. Абе, луѓе, многу едноставно, слепили сте да го видите тоа. 30 години не ни даваат ни да почнеме преговори, а цело време не оценуваат со идентитетски прашања. Целата игранка е никој да не влезе од овој Балканов овдека, додека не ја расправа Србија и Македонија. Толку ли не го гледате тоа? Толку едноставно. Значи, идентитетски сака да ја уништат македонската нација да не постои, да ја бугаризираат со домашни предавници, со сите тие штетни договори до сега што беа. Промена име, знаме, ти реков, ми рече, сето тоа, целата игранка е за голема Албанија и голема Бугарија. Толку едноставно. Не знам зашо не го гледаат тоа луѓе. Се јавуваат, убаво било у Европска Унија, ти реков, ми рече. Абе, луѓе, нели гледате ли, Украина е во тешка војна, сакат во Европа да ја бутнат. Молдавија таму, не знам, поблиску да бидат до Русија, со НАТО, со ова, со она, за да може да и влезат утре на Русија да ја распарчат. Тоа е целата игранка против српски, македонски и руски народ. Тука е целата игранка што вие сатанисти ви ја прават од Запад. Па видите, Турција веле сила не ја примаат во Европска Унија. Како не ми е јасно дека диктира Германија и Франција? Тие фашистичките земји. Како не ви е јасно што се случува? И целата игранка, ако не играш по нивни ноти, диктатура имате, дај шарена револуција ќе ви направиме да донесеме наши луѓе, послушни кукли, што за пари ќе... Благодарам, поздрав до вас. Да, Кос вели Северна Македонија е тажна приказна. Дали е тажна помеѓу другото и затоа што е северна? Дали помалку тажна ќе беше ако е Македонија? И тоа се исто така прашање. Затоа и во темата, да, значи извадокот од изјавата Северна Македонија се однесува токму на актуелното име. Северна Македонија е тажна приказна. А тоа Северна Македонија е токму се знае зошто. Резултат на реализирањето, исполнувањето на барањата, на учењето на лекцијата, ова што вели Кос Молдавија, одличен ученик, добар ученик во целата група. Значи, сме учеле, сме исполнувале, а сега испаѓаме тажни. Затоа велам, дали е уште потажно во целата работа што сме Северна Македонија. Може би помалку тажни ќе бевме, барем ќе каже човек. Кој не оди на школа па ќе каже што има, не може ни да ми става единици. А не е морал да се пресоблече, да се, односно облече според барањата, да оди на часови, да учи како да се однесува, се сменил целиот и потоа му велат види се на што личиш, тажен си. Оној што не се ни обидел да го прави тоа, може да му се смее, да каже, види како сум јас среќен. Ни име сменив, ни одев кај тие воопшто. Затоа велам ми ова, Северна Македонија е тажна, може ќе беше помалку тажна ако беше без ова Северна. Односно дека е тажна помеѓу другото, заради ова. Северна без она што е добиено за возврат. А како резултат на исполнувањето на барањата да биде Северна. Токму од нив. Повелете. Ало? Да, вие сте, ве слушам, повелете. Добар ден. Исо? Да. Дали може само две реченици за луѓе во откочани што дојдаа секако, овде во Скопје? да, зборувајте веднаш, повелете, да. Вака, Исо. Луѓето најавија пред неколку дена дека ќе дојдат сите во Скопје. Рачунајќи дека овдека ќе ги пречека Христијан Мицковски. Бидејќи тој не оди таму, тие решија да дојдат овде. Зарем денеска беше најпотребно и поважно да се шета во Шпанија и во Валенсија, да се види со некоја народна партија, што може да се види и по 5 дена со истата народна партија, не е нешто битно, а да не ги испочитува сите овие луѓе со тага во душата, што дојдоа во Скопје. Многу нечесно и многу нечовечки. Не ми се верува. Ова што се случува. Значи, поважна е Валенсија, отколку сите овие наши 62 дета што загина. И сега за темата. Не му треба на Мицковски Европа.
Па сите имоти му се него во Европа. Хидроцентралите во Грција, во Црна Гора хациендата, од неговата партија кажуваат Ало? Да, ве слушам. Од неговата партија кажуваат дека имал извастана во Виена, тој веќе си е во Европа. Него не му треба Европа. Затоа и ова ни се случува што ни се случува. Поздрав и со толку имам дека. Благодарам, поздрави до вас. Добро, мислев нешто има конкретно по однос на овој протестен марш дека се случило, а ова политичка димензија да ја разгледуваме, велам, кога има слободна тема или ќе го поставиме како тема, како и да е, имајќи предвид дека и самиот протестен марш не беше ниту договорен да има средба со премиер, да се оствари, туку почна пред обвинителството, а завршува пред собранието, пред законодавната власт. Така што, велам, не заземајќи страна, туку едноставно ставајќи ги намаса фактите дека може да се дискутира за ова. Значи, немаме чиста црно-бела ситуација. Требале да се видат со премиерот, а тој отишол и ги оставил така. Туку може да дискутираме од повеќе аспекти. Дали ќе беше добро да се сретне со него, да беше тој тука и така натаму. А токму поради тоа што, велам, не работата прецизно договорена да биде средба и со него и така натаму. Затоа, велам, пак да не ги политизираме работите, зошто не ги дочекали слично. Туку е сето тоа хипотетски, дали било подобро да беше тој и така натаму. Но секако ти ќе дискутираме за тоа во иднина. Од утре веќе може. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, ве поздравувам и слушам. Повелете. Почитување. Да, исто така. Па и да беше премиерот тука што ќе стореше, че лицо мереше само президент, што ќе нема му е толку жално и тажење за погинатите. Нити за ни погинатите, нити за живите нашите политички инвалидите не се интересираат. Македонија доведе во црно. За жалење самата за тажење, да се тажиме, се жалиме. И економски, и здравствено, и слобода и во правото, меѓутоа и физички. Секојдневно ни се случуваат тажни црнила, сообраќајки, убиства, пожари. Ние си онака веќе за тажење самите таа да се тажиме. Европа, што ќе правиме ние во Европа? Ние не сме таа сила што беше за време на Југославија, Кичево се јавам, ко поздравам тој Кавадар си многу убаво кажувам, меѓутоа тој се го потесира истото она што било добри и се сложам со него. Од Кичево времето, ние треба Европа да има кој има што да извозиме, да добиеме некој добит финансиски, економски да се зачева, не да увезуваме од Европа. Ние тоа не можеме да биде никако економска, не сум економист. Меѓутоа, економист може да биде економски развиен ако имаш, ако и произведуваш, ако извозуваш. Ние во времето на СФР од Кичево се извезуја, сега ќе кажам само накратко, од рудникот за железо Тајмиша во железарата се противеше во Скопје, меѓутоа во Кичево штрафови се заработува и други работи. И цела Европа се носеше робата. Земјоделието од Источна Македонија, јаблоката од Ресен, од Кичево, пак ќе кажам, од сточарството, Галичкиот кашкал беше познат дури во Америка. Нажалост, ние таква економија немаме, тие гиганти од треска, дрвната индустрија се превозуја, се извозуја ни цела Југославија, дури странство намештаи. Сега тоа го немаме, све е тоа збришено. Што ќе бараме ние во Европа, само да земаме кредити, да живееме од кредити. Нашата Македонија за жарење, за убиците ја ДПМ не се да... Благодарам, ве поздравувам. Повелете, добар ден, или сме на крајот. На крајот, да, но на крајот на добрите разговори кои ги имаме и со задоволство го констатирам тоа, ако имаме добри разговори, тогаш сме и на добар почеток и на почетокот, впрочем, на една идна успешна и среќна приказна. И јас се надевам дека тоа и не чека се додека го имаме разумот, додека имаме желба да дискутираме и да придонесеме колку и да можеме да ги направиме работите подобри. Тогаш ете таа подобра, поубава приказна дефинитивно не чека, само треба да стигнеме до неа. Ви благодарам што овие клучни пионерски чекори ги правиме заедно. Имајте пријатно попладне, останете со Централниот дневник во 17 часот. Довидување.